Зошто секоја пријава која што ќе ја добиете, практично мора на таков начин да ја третирате. Оти сега мојот впечаток е дека седниците на антикорупцијска се претвораат во тоа членовите на ДКСК да им ставаат архивски бројчиња на пријавите. Практично еднаш се архивирани, е сега ајде уште еднаш само да ги заведеме како предмети. Зошто не може една предподготовка да се направи, па на седница да дојдат полуподготвени, да речеме, предмети, па вие да решавате дали на вистина тука има случај за кој што на вистина отворате предмет или нема, па го затворате. Зошто толку суров материјал разгледувате? Тоа ми е прашањето. Да ви олеснам, че зборам на македонски, бидејќи само јас, не сум мнозинство тука, да ви олеснам и да користите во времето. Сега, прашањето од тоа што вие го гледате е јасно, дека така изгледа. Јас не би се впуштил сега да ве убедам дека не е тоа така, бидејќи и ние сме на почеток и нешто по нешто кога го имплементираме новиот закон, значи нешто и ние учиме и гледаме што во ова состојба, време на избори и плюс натрупани предмети, стари и нови предмети, нов состав и во прашање се 3 месеци плюс изборна кампања, со еден вакуум од 10 месеци со стари подзаконски акти, согласно стариот закон и државната програма тогашна, не е можно да се дојде до таква аналитика што ние би можеле да претпоставиме дали да или не. Сега тоа што ние моментално во моментов го имплементираме од тоа што е натрупано, се повикуваме на начелото што седниците се јавни и се треба да се отвара на седница и треба да се затвара на седница. Значи, за разлика од другите органи што водат управна постапка, ние и другите институции кои не се должни да носат одлуки, ние мора да носиме одлука која што значи треба да е издржана правно. И затоа само да дополнам, тие предмети што се наводи или тие најави, наводи јавни изнесени, пак се наводи, ние ги отвараме и не би требало пред време да преюдицираме кај другите што бараме. Мора да се отвори на седница, службена белешка и после да се анализира што да се бара. Дали во наредниот период ќе направиме таква управна подготовка што држи, но ние мора да градиме став, бидејќи сме колективно тело кое одлучуваме, ќе видиме барем да не се претвориме во атракција секој да достави било што во моментов не сме можеле да провериме.